Юбилеите не се само години, тие се посредник, меѓиник, меѓу еден изминат и еден период кој доаѓа. Почитувани, нашата најстара и најголема високообразовна и научна институција, Универзитетот Свети Кирил и Методи, одбележува јубилеј 70 години од своето постоење и одбележувањето на денот на светите браќа Кирил и Методи, патрониот ден на Универзитетот. Почитувани гледачи, ве покануваме да ја проследите Свечената академија по повод овој голем јубилеј на УКИМ. Посебно значење за секоја земја е квалитетно високо образование, знаење, иновативност и креативност. Во традицијата на УКИМ се слеале напорите и надареноста на многу генерации, одржувајќи чекор со времето. Тоа е символиката на едно зрно од кое никнува цела нива со род. Голема е честа, но и одговорноста да се носи името на светите браќа Кирил и Методи. Тие имаат извонредно и единствено историско, образовно и културно значење. И денес нивната мисија и визија е преточена во развојот на универзитетот и пораката. Силни универзитети за силна Европа. Визијата на современа Европа е знаењето како најсигурна инвестиција за секоја држава. Универзитетот е основа за напредок на секој човек, за сопствената иднина и развојот на својата држава. Во рамките на Свечената академија пред присутните ќе се обратат ректорката на УКИМ професор доктор Билјана Ангелова, Александар Николовски, председател на Универзитетското студентско собрание и председателката на државата професор доктор Гурдана Силјановска-Давкова. Во рамките на Свечената академија ќе го проследиме и документарниот филм насловен УКИМ 75 години академска извонредност. Оваа свеченост ќе биде збогатена со уметничка програма. Почитувани, ве покануваме да ја проследите Свечената академија.
Добра вечер, почитувани гости. Почитувана госпоѓо председател, почитувана ректорке, проректори, декани и продекани. Ваши екселенции, професори, алумни и колеги студенти. Ви благодариме што вечерва сте со нас, за да одбележиме значаен јубилеј, 75 годишнината од нашиот ценет Универзитет Свети Кирил и Методи во Скопје и одбележување на денот на Светите Кирил и Методи. Овој јубилеј не е само доказ за долговечноста на нашата институција, туку е одраз на трајните вредности, посветеноста, извонредноста, кои се темелите од неговото основање. Поаѓајќи од традицијата на татковците на словенската писменост, браќата Кирил и Методи, од копнежот и стремежот на многу генерации просветителски дејци на овие простори, пред 75 години, основачите на најстариот активен универзитет во нашата земја замислија место, каде што знаењето ќе се пренесува и избогатува без граници, каде што сите нови предизвици ќе се совладуваат со нови идеи, каде што секој млад човек ќе добие шанса и алатки за да го трансформира својот потенцијал во просперитетна иднина. Денес, ако се завратиме наназад и ако ги погледнеме таблоата и илманасите, сите оние кои заокружиле дел од својот образовен пат токму овде, на нашиот УКИМ, не гледаме само слики на задоволни луѓе кои оствариле некоја лична цел и очи полни верба и надеж, туку гледаме огромна теписерија проткаена со успешни приказни. Гледаме врвни академски достигнувања. Гледаме една плејада од врвни професионалци, за чии придонеси за развој на нашето општество можеме со гордост да зборуваме. Нашиот универзитет од секогаш бил стожер на образование и иновации, приспособувајќи се и растејќи со времето, а при тоа останувајќи верен на својата основна мисија. Секоја генерација студенти, секоја единица на УКИМ, секој наставен и ненаставен учесник во ова возбудливо патување придонесе за нивните жртви и нивната непоколебливост и посветеност да ја славиме. Еден големот од овие простори рекол: да се биде учител е да се биде свеќа. Свеќите се трошат за да им го осветлат патот на другите. Затоа денес ќе имаме можност да им изразиме благодарност на сите оние кои го потрошиле својот работен век за да го осветлат патот на другите. Почитувани гости, дозволете ми по овој повод да ја поканам ректорката на Универзитетот Свети Кирил и Методи, професор доктор Бијана Ангелова, со низината пригодна реч. Почитувани, денес имам особено задоволство и пријатна должност да ве поздравам и да ви заблагодарам што ја одобивте оваа покана и што не почестивте да бидете присутни на денешната свечена академија по повод чествувањето на 75 годишнината од основањето на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и заедно да го прославиме празникот на Универзитетот и денот на нашите патрони, словенските просветители и нашите праучители, светите браќа Кирил и Методи. Дозволете ми со особена почит и од името на сите вработени и студентите на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје да ги поздравам нашите ценети гости. Незината екселенција, професор доктор Гордана Силјановска-Давкова, председател на Република Северна Македонија, неговото блаженство, архиепископот Охридски и Македонски,
господин Стефан, председателот на Македонската академија на науки и уметности, академик Живко Попов и нашиот почитуван академик Витомир Митевски, нивните екселенции, амбасадорот на Европската унија во Република Северна Македонија, господин Дейвид Гир, незината екселенција Петра Дрекслер, амбасадор на Сојузна Република Германија, неговата екселенција Андреа Силвестри, амбасадор на Република Италија, неговата екселенција Мартин Памер, амбасадор на Република Австрија, неговата екселенција Кшиштоф Гжелчик, амбасадор на Република Полска, незината екселенција Ниве Стигањ, амбасадор на Република Хрватска, неговата екселенција Онука Казуја, амбасадор на Јапонија, неговата екселенција Драган Јачимовиќ, амбасадор на Босна и Херцеговина, заменик амбасадор во Руската Федерација, почитуваниот заменик амбасадор на Народна Република Кина, почитуваниот представник од Американската амбасада и почитуваниот секретар и советник за образование во амбасадата на Република Турција. Почитувани поранешни ректори на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Почитувани колеги ректори, проректори од другите универзитети во нашата земја. Почитувани ректори, проректори и други високи представници на универзитетите од странство со кои нашиот универзитет има соработка, а кои се денес овде со нас. Почитуван господин Трајан Ангеловски, председател на Асоциацијата на стопански комори. Почитуван господин Бранко Азевски, председател на Стопанска комора на Република Македонија. Почитувани представници на судската власт. Почитувани дами и господа, почитувани представници на нашата академска заедница. Денес одбележуваме 75 години од основањето на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Денес славиме 75 години академска извонредност. 75 години грандиозна мисија во образованието, науката и културата. 75 години раст и развој. Славењето на овој ден за нас има длабоко значење. И секоја година на овој ден се подсетуваме на Кирило-Методиевското дело и на духовно-просветителската мисија и на заветот на словенските првоучители и наши патрони, светите браќа Кирил и Методи. Мисијата на нашиот универзитет исконски нераскинливо е поврзана со нивното епохално дело. УКИМ е светилник на мудрост и знаење, расадник на идеи кои во современото општество како никогаш порано стануваат клучни фактори на универзален општествен развој. Всушност, тие карактеристики се негуваат на нашите факултети и институти. Затоа, овој јубилеј е повик до сите, а посебно до нашите студенти, да ги раскинат стегите кои општеството го држат во застарени формати и со својата енергија и креативност да почнат да го чекорат патот кон развиено и богато општество. Ако може со еден збор да се опише она што ја карактеризира нашата академска заедница, тоа е извонредноста. Почестена сум што денес има можност да се обратам пред сите оние кои ја граделе и пред оние кои ја продолжуваат традицијата на извонредност на УКИМ. Со вашата сесерна помош, сигурна сум дека најдоброто ни предстои. Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје континуирано напредува во реализација на своите планирани стратешки цели. Напорите и трудот што го вложуваат луѓето на нашиот универзитет стануваат се повидливи, а угледот на универзитетот во меѓународното опкружување расте. УКИМ е универзитет кој размислува за општеството, кој сваќа дека нашата улога во современиот свет станува се покомплексна и поважна. Соочени со кризата на просветеноста и дилемите за вредностите и квалитетот на образованието и науката, мораме да ги насочиме нашите напори и настојувања и днината да ја градиме на столбовите на науката, истражувањата, знаењето и разбирањето. Во оваа прилика, сакам да се заблагодарам на придонесот кој го даваат сите наши вработени и студентите. Универзитетот не сме ние кои сме видливи во овие протоколарни пригоди. Универзитетот се сите наши луѓе. Голема благодарност сакам да упатам на членовите на Сенатот и на членовите на ректорската управа, како и на сите останати професори, студенти и на администрацијата кои активно учествуваат во работата на комисиите и телата на универзитетот за нивната посветеност
и придонесот за развојот, како и за поддршката во услови за кои сум свесна дека бараат многу напорна и интензивна работа и посветеност. И како што УКИМ потекнува и расте од длабоката и древна традиција, која извира од праизворите на нашата писменост, наука и култура, така, ни сите овие 7,5 децении, тој представува авангарда и мисија на иднината. Поставувајќи ги и надградувајќи ги идеалите на врвна наука, врежани длабоко во нас. УКИМ е достоен потомок на епохалната мисија на нашите првоучители и просветители од мугрите на сесловенската култура и писменост. Тој извира од мудроста на големиот просветител и мисионер Константин Кирил Филозоф, кој во 9 век во Рим со својата премудрост ќе ја започне најголемата просветителска мисија, гласно запрашувајќи: не врне ли дожд од Бога за сите? Не грее ли сонцето подеднакво за сите? Не дишеме ли сите воздух подеднакво? Гениалната мудрост на визионерите, светите Кирил и Методий, успеа да отвори пат таму каде што немаше пат, да отвори прозорец таму каде што имаше ѕид, да направи порта каде што имаше бариери, да создаде светлина каде што имаше мрак, да отвори слово и писмо таму каде што имаше празнина. И така успеа да не поведат кон патот на науката и не благословија со слово и научна светлина, спасувајќи ме од духовната и интелектуална темнина. И така и дождот, и сонцето, и воздухот се створија за сите, а ние се уште сме понесени и поучени од грандиозната мисија на нашите првоучители и нивните верни ученици, светите Климент и Наум Охридски. Дојдовме до нашата 75-та годишнина. Време во кое растевме и се развивавме. Нашата вистинска големина далеко ги надминува бројките и статистиките кои сувопарно не опишуваат. На изворот сме на нови, напредни идеи, кои не носат во светот на промените, но во себе ја носиме традицијата, која не доведе дотука и која мораме грижливо да ја чуваме и да ја негуваме. Денес со гордост можеме да кажеме дека на УКИМ имаме над 195.000 дипломирани, над 21.000 магистрирани, близу 6.000 доктори на науки, на 23 факултети и 5 научни институти. Акредитирани се 624 студиски програми, од кои 207 на првиот циклус на студии, 338 на вториот циклус на студии и 79 студиски програми на трет циклус докторски студии. Акредитирани се над 25 лаборатории и околу над 300 методи. Тековно работиме на 135 проекти од интерконтинентален опфат. Имаме активно членство во конзорциумите на 45 ЦЕПУС мрежи и околу 90 КОС акции. Подпишани и активни над 450 Еразмус договори со кои се регулираат мобилностите за студентите и за наставниот кадар. Билатералната меѓународна универзитетска соработка УКИМ ја остварува со над 200 подпишани активни меморандуми и договори за соработка кои представуваат рамка за севкупна меѓууниверзитетска соработка. Во февруари оваа година УКИМ стана дел од Алијансата Cross EU во конзорциум со уште 8 други елитни европски универзитети. Затоа, драги наши студенти, храбро и одважно држите го својот поглед високо, а вашиот глас нека се издвои од се поплиткото секојдневие. Бидете одговорни, живејте го вашиот сон, употребете ја сета своја интелигенција, страст и знаење за себе и за својата држава и не дозволувајте да станете работна сила за остварување на туѓи соништа. Само така се гради култура на почит и култура со која и малите народи се вивнале високо на скалата на општочовечки достигнувања, научни и сите останати. Тоа што сме мала општествена заедница не значи дека не треба да се бориме и да станеме најдобри кога и каде да се надпреваруваме. Може би ни е потешко, но затоа плодовите се посладки и подолготрени. Драги гости и пријатели, нека оваа вечер биде признание и наш длабок поклон на сите наши претходници, оснивачи, на професорите, на студентите, кои го обликувале и го развивале овој универзитет во претходните 75 години и без чие постоење е незамислив развојот на современа Македонија. Во тој дух и длабоко убедена во капацитетот и волјата на нашите луѓе,
Верувам дека и во иднина тој ќе представува најсигурниот и најдобар пат до знаење и до успех на сите идни генерации. Соработката и солидарноста се врлини, но исто така тие ни носат и најголемо поединечно добро. Заеднички направивме многу, но можеме да направиме и повеќе и подобро. Универзитетот и понатаму ќе се залага надлежните институции да пружат многу повеќе од сега, многу повеќе и по-конкретно знаењето да го стават на приоритетите на развојот, а универзитетот во центарот на сите промени кон подобро живење и подобра иднина. Од друга страна, УКИМ ќе биде одговорен субјект во креирање на подобро општество за сите. Исполнувањето на нашата визија и мисија не е само обврска, туку и чест да му служиме на општеството и да градиме подобар свет околу нас. Мисијата на универзитетот е образованието, науката и јавната одговорност. Јас верувам во институционалната храброст на УКИМ и ги повикувам сите чинители на заедништво, меѓусебно почитување и соработка. Нека ни е честит празникот и нека ни е вечен универзитетот. Феликс фестум, а етерна сит универзитас. Ректор, ќе ви благодарам за речта. А сега го поканувам председателот на Универзитетското студентско собрание, Александар Николовски, да се обрати на аудиториумот. Добро вечер на сите. Почитувана председателке, професор доктор Гордана Силјановска-Давкова, почитувана ректорке, професор доктор Билјана Ангелова, почитувани професори, асистенти, демонстратори и административен кадар на УКИМ, почитувани партнери и соработници и најдраги мои колеги студенти. Огромна е честа, а уште е поголемо задоволството во обраќањето на оваа сала како председател на Универзитетското студентско собрание. Во студентите на УКИМ тече и ќе тече искра на интелектуален револуционизам, готов да го предизвика статус-квото и да ја трансформира реалност. Со тим од 46 делегати, по 20 од секој факултет, 23 факултетски студентски собранија и десетина студентски организации, клубови и тимови, Универзитетското студентско собрание ја има честа да е официјалното тело на УКИМ. Со реформата од 2018 и првиот состав од 2020, нашето тело е ново, но искрата во нас предизвика формирање на студентски културен центар, клучни законски измени, студентски интердисциплинарни конференции, безброј работилници, хакатони, предавања, културни и спортски активности и многу дружба. 75 години УКИМ е синергија на знаењето, просперитетот и успехот. Универзитетот е мрежа помеѓу студентите, академијата и бизнис заедницата. Погледнувајќи кон 75 годишните успеси, постигнувања, но и предизвици, пред нас се поставува еднината како празно платно, чекајќи да биде исцртано со наши нови идеи, наши нови иновации и решенија. Верувам дека нашата генерација е предводникот на позитивните промени потребни на ова општество. Чувствувам должност да искажам големо благодарам на сите присутни во оваа сала. Големо благодарам за сите непроспиени ноќи, посветени на наука, предавање, градење на личноста на студентите, градење на УКИМ и општествениот импакт.
Големо благодарам на сите досегашни председатели, студентски, сите досегашни студентски правобранители, членови на ФСС и УСС, заслужни за растење на студентското организирање и студентскиот активизам. Посебна благодарност на мојот УСС тим, на сите членови на факултетските студентски собранија, на сите студентски организации и на сите укимци, но и на големата поддршка од ректорката и управата, бидејќи без вас УСС немаше да биде тоа што е денес. Последно благодарам на моето семејство, девојката и пријателите, но и на сите семејства тука, кои не трпат во тоа што го правиме и се нашата најголема поддршка. За крај, една вежба која се нарекува синергија. Ќе ве замолам сите присутни во салата да ги стакнете дланките и да си ги подадете еден кон друг. Малце може звучи смешно, но ве молам подадете си ги. Да ве размрдам. Сега, она што во овој момент се чувствува во оваа сала е синергијата на УКИМ. Она енергија која што е потребна за да се случат позитивните промени во ова општество. Затоа, наша е улогата како млади да ги менуваме нештата, а ваша е одговорноста да не задржите нештата да бидат променети тука. Ви благодарам. Ти благодарам, Александар. А сега имам честа да ја поканам професор доктор Гордана Сијановска-Давкова, првата жена председател во историјата на македонската држава. Добра вечер на сите, почитувана ректорке, ценети проректори, декани, професори, драги студенти, почитувани гости. Чест ми е што ова е едно од моите први обраќања по превземањето на председателската функција. Се разбира, моето место беше и остана меѓу вас. Овој универзитет е изворот на моето знаење, инспирација и мотивација. 75 години потоа, мислам дека е време кога можеме да кажеме дека мудроста е со нас. Стекнував знаење од постарите и почитувани професори и под нивното менторство како Телемах го засакав правото. Не само правото, туку и правдата. И ден денеска црпам инспирација од ценетите колешки и колеги со кои продолжив да соработувам. Се разбира, образованието беше и останува мојот дом. Најважно од се, УКИМ е, мислам, и денеска и ќе остане изворот на мотивацијата и на инспирацијата на нови генерации студенти. Одбележуваме 75 години од формирањето на Универзитетот Свети Кирил и Методи, а прославуваме и 80 години Асномска Македонија. Се разбира, од црковно-училишните општини до денеска учителите имале важно место во историјата на оваа држава. УКИМ е сраснат, УКИМ е во хармонија со македонската држава. Универзитетот беше и остана
алма матер на генерации и генерации кои станаа со знаењето потолерантни, станаа компетитивни, оставија траги овде, ама оставаат траги и по светот. Она што е економијата, науката, технологијата, културата и уметноста во голема степен е заслуга на УКИМ. УКИМ не е оаза, УКИМ соработува и тоа плодно со бројни високообразовни институции и установи ширум Европа и светот. УКИМ овозможува да бидеме дел од единствениот образовен простор, од морето на знаење, да ги продлабочуваме знаењата и вештините на европските универзитети и посакувам да се вратат овде и знаењето да го стават во функција на државата. Судбина на нашата држава е да биде тесно поврзана со најстариот универзитет, со УКИМ, и обратно, УКИМ секогаш ги чувствува предизвиците низ кои минува нашата држава и се уште минува. Почитувани присутни, веќе неколку години поред, УКИМ е меѓу најдобрите 2000 светски универзитети, но беше и многу повисоко. Не можам да не кажам дека да се биде меѓу 2000-тите е охрабрувачки. Меѓутоа, ако фрлиме поглед на регионалниот и европскиот контекст, ќе видиме дека состојбата не е многу сјајна. Затоа јас посакувам УКИМ да не биде само единствениот македонски универзитет на оваа ранг листа, туку да се качи погоре на Шангајската листа. Оваа состојба ме тера да се запрашам дали најстариот и најголемиот универзитет, чии кадри ја градеа оваа држава и се вградија во неа, има шанса да се качува горе. Сигурна сум. Одговорна држава ќе вложи во образованието и во науката. Во образованието, науката и културата нема мали и големи држави. Да не си го дозволиме луксузот да бидеме на крајот од оваа листа. Мислам дека оваа дилема ја поставувам не само како председателка, туку како професорка, која не може да живее без образованието и науката, без правото и без правдата. Причините за ваквите состојби се многу. Меѓутоа, мислам дека ни се потребни вистински реформи. Реформи што нема да завршат во слепи улици. Уште еднаш повторувам, одговорна власт ќе свати дека нема подобра инвестиција од онаа во образованието и истражувањето. Развојот се темели и ќе остане да се темели на доброто образование. Јазот меѓу образовните профили и реалните потреби на пазарот на трудот јасно ми е дека се зголемуваше. Некои научни области или многу од нив останаа запоставени, но треба да им обрнеме внимание. За да ја смениме состојбата во која што сме, треба да му обрнеме внимание на севкупното високо образование, да посегнеме по добро обмислени суштински реформи, како што нашите праучители тоа го правеа. Ние сме горди на нив, заслужуваат и тие да бидеме, заслужуваме и ние, студентите, да бидат горди на нас. Потребно ни е да ја одбраниме слободата. Слобода нема без критичка мисла. Образованието е каналот, образованието е институцијата, образованието е домот во кој што идеалите ќе ги пренесуваме од една генерација на друга. Сите велиме дека училиштето и универзитетот е бедем на слободата и независноста.
Нашите современи херои, вашите современи херои, драги студентки и студенти, треба да бидат учителите, наставниците, професорите. Тие имаат одговорност да создаваат генерации што ќе поставуваат прашања, што ќе бидат критички, што ќе не критикуваат, што ќе бидат подобри од нас, а ние, заедно со нив, ќе нудиме одговори и решенија за предизвиците што ги носи иднината. Иднината веќе ни се случува, таа е пред нашите очи. Почитувани присутни, дигиталната трансформација, која беше зачната на некои од врвните универзитети, ги трансформира сите универзитети и нашите. На врвот на Шангајската, па и на секоја друга ранг листа, ќе останат оние универзитети што најбрзо и најдобро ќе се приспособат на дигиталното доба. Затоа, државата мора да усвои сеопфатен пристап кон дигиталната трансформација преку имплементација на прецизна национална дигитална стратегија, се разбира во согласност со дигиталната агента на Европската Унија и целите за одржлив развој на Обединетите нации. Нам ни треба дигитална писменост. Мора да ги подобриме вештините на граѓаните. Мора да инвестираме во надградбата на дигиталната инфраструктура. Мора да го развиваме иновативниот и предприемачкиот екосистем. Образованието било, беше, е и мора да остане врвен приоритет на македонската држава. Во Европската Унија и во светот ќе не почитуваат ако развиваме квалитетно, компетитивно образование и наука. Ако ги негуваме, ако ги наградуваме најдобрите. Образованието мора да го осовремениме, мора да го приспособиме на светските текови, мора да го димензионираме во согласност со реалните потреби на пазарот на трудот. Мора да зајакне врската меѓу образовните институции и компаниите. Мора да вложуваме во истражувањето и во развојот. Така ќе ја намалиме невработеноста, така ќе го запреме екзодусот на најумните, најпотребните. Драги пријателки и пријатели, како ваша колешка, свесна сум дека реформите бараат големи вложувања, бараат пожртвуваност, каква што впрочем демонстрираа патроните на нашиот универзитет, се словенските и македонски просветители и светители, браќата Кирил и Методи. Историчарите се согласни дека солунските браќа имале јасни инструкции од византиската држава да ги описменат словенските народи за истите да не потпаднат под влијанието. Со други зборови, ако во византиската држава образованието било средство за ширење на политичкото влијание, ние знаеме дека писменоста, образованието ниту е, ниту смее да биде средство за политички цели. Образованието е највисока цел. За оваа цел мора да бидеме свесни и веднаш да се зафатиме со нејзино остварување. Реков дека е ова моето прво обраќање. Мојата прва посета во странство ќе биде поврзана со делото на Свети Кирил и Методи. За 3 дена ќе имам честа да се поклонам пред гробот на Константин филозоф Кирил во базиликата Сан Клементе во Рим. Ако сакаме да бидеме доследни наследници на неговото дело, мора пожртвувано да го издигнеме македонското високо образование и да ја обезбедиме иднината на генерациите понас. Нека ни е честит големиот јубилеј и нека ни е вековен предстојниот празник на сесловенските просветители. Ви благодарам.
Ви благодариме, почитувана председателке. Почитувани гости, им заблагодаруваме на мешаниот хор Драган Шуплевски и симфонискиот оркестар на ФМУ и маестро Боријан Цанев за свеченото интонирање на химните. Во продолжение вие најавуваме уметничката програма на вечерашната свечена академија. Прво ќе го погледнеме кратко документарно видео кое по повод 75 годишниот јубилеј го изработија студентите од Факултетот за драмски уметности. Потоа ќе имаме можност да уживаме во програмата која за нас ја спремија колегите од Факултетот за музичка уметност Скопје. Ќе почнеме со Пролет од 4 годишни времиња од Астор Пјацола, аранжман Дестјаков во изведба на Камерниот оркестар, солисти на ФМУ, диригент професор магистар Сашо Татарчевски и соло виолина Ајба Зекири. Камерниот оркестар ќе го изведе и македонското капричо од Драган Шуплевски. Потоа ќе може да ја чуеме и изведбата на македонската традиционална песна Подрум Одам Мајче, во изведба на нашиот светски реномиран музичар, УНЕСКО амбасадор, професор Драган Даутовски на тамбура, Елена Васова вокал и Мила Тренеска джембе. Симфонискиот оркестар на ФМУ ќе настапи со Кармен Суита од Ччердин под диригентска палка на професор магистар Боријан Цанев. Кореографијата која е во изведба на студентките од балетскиот одел на ФМУ е авторство на магистар Ивана Коцевска. За крај на музичката програма ќе имаме Jazz Selection во фоајето од студентите и професорите на катедрата за популарни жанрови. По завршувањето на програмата ве покануваме на коктел по повод јубилеот кој ќе биде исто така во фоајето. Уживајте. Во таписеријата на времето, каде што сонништата се испреплетуваат со знаењето, постои патување од 75 години. Патување кое започна со визија и процвета во наследство. Универзитетот не е само институција, тој е светилник на умовите, еден простор каде што се зачувува и одгледува знаењето, каде што идеите се формираат и каде што се создаваат иновации. Тоа е место каде што мечтите стануваат реалност и каде што талентот процутува. Но понекогаш забораваме какво значење има овој универзитет врз сите нас. И не само врз сите нас, туку врз целото општество. Свети Кирил и Методи е многу повеќе од само место за студирање. Тоа е ткаенина на знаење, што не поврзува сите нас од различни култури и животни патеки. Тоа е заедница, каде што сите имаме можност да се здобиеме со нови перспективи, да ги разбереме различните аспекти на светот и да ги изградиме нашите капацитети за да го трансформираме истиот. Добро дојдовте во нашата приказна. УКИМ 75 години академска извонредност.
Прослава за длабокото влијание што Универзитетот Свети Кирил и Методи го има врз светот. Приказната започнува во далечната 1949 година, кога се формира универзитетот. Универзитетите во минатото и денес представуваат средиште каде што се развива дух на хуманистичка традиција, на највисоки научни и етички дострели. Универзитетите били и остануваат одредишта каде што се затврстува и унапредува знаењето и моралните стандарди, кои што биле поставувани од генерациите наназад, што пак обезбедува нивно автономно и слободно делување како заедница на професорите и студентите. Вака поставените принципи придонеле во многу преломни периоди од историјата универзитетите да го зачуваат својот интегритет и достоинство, заштитувајќи ги универзалните вредности. На вака поставените принципи и сваќање на функцијата на високообразовните установи вреди да се спомне секогаш кога се одбележува годишнина или се навраќа кон минатото. Одбележувањето на 75 годишнината во основа ги надминува рамките на еден вообичаен јубилеј. Универзитетот Свети Кирил и Методи безмалку е современик со Македонија и нејзината државотворност и е трајно вграден во основата на нашиот интелектуален, културен, државен и цивилизацијски развој. Од Универзитетот Свети Кирил и Методи произлегле бројни истражувачи и носители на научната мисла, врз чија дејност се темели институционалниот развој на нашата наука. Во таа смисла, Универзитетот Свети Кирил и Методи ја има улогата на матица на научниот, културниот, уметничкиот, но и државниот развој на Македонија. Студирањето во голема мера подразбира не само знаење, туку и своевиден полигон за реалниот живот. Науката преку образовниот процес добива форма и смисла. Се подготвуваат нови генерации кои што ќе се грижат за здравјето на луѓето. Тука те боли? Не, Тука те боли? не, но не само за човекот, туку и за човековиот најдобар пријател. Повелете. Ќе бидам дипломиран инженер по аналитичка хемија, молекуларен биолог. Инженер по медицинска физика. Дипломиран електроинженер или програмер. Се надевам актер. Роботичар валда ќе видиме. Имат време за тоа. Најзначајниот елемент во образовниот систем се употребливите знаења и алатки. Тие се катализатор за различни процеси кои испитуваат теоријата во пракса. Вештините се полираат преку предизвици достојни на современите потреби. Образованието и науката од секогаш биле основи за пробивање на границите. Во светот на иновации и модерна технологија доаѓаме до еден од поуспешните проекти кој е плод на меѓународна соработка. Тоа е СИФОРМ проектот на Градежниот факултет. Основната мотивација за овој проект е потребата за поквалитетен развој на асистентите на градежните факултети во регионот. Оваа меѓународна соработка е совршен пример за придонес на поквалитетни и посовремени можности за развој на факултетите, како и на наставниот кадар, а и студентите кои можат да студираат во најдобрите услови. Меѓународната соработка вродува со општествени придонеси. Проектот ERIES, чија цел е обезбедување на пристап до најсовремени истражувачки инфраструктури во областа на конструктивното, земјотресното и геотехничкото инженерство, со 12 партнери во 8 земји, значително придонесува кон одржлив развој на овие инженерски гранки во Европа. FabLab Скопје е место каде твоите идеи добиваат форма. Скратено од Fabrication Laboratory е работилница од мал размер која се основа на дигитална изработка. Тие веќе покажуваат потенцијал да ги поттикнат поединците да создаваат паметни решенија за себе. Развојот на оваа програма е тесно поврзан со Универзитетот МИТ од Бостон. Лабораторијата е отворена за сите кои што сакаат да креираат. Има над 100 проекти и има обучено над 1000 луѓе.
Акцелераторот УКИМ е со цел да го поттикне предприемаштвото во Македонија преку пристап до ресурси достапни на УКИМ и кај останатите коосновачи. Нашата поддршка опфаќа инвестиции во стартап фирми, акцелераторски програми за развој на бизнис моделот и поврзувањето со меѓународните пазари, фондови, мрежи и заедници. Акцелераторот УКИМ го основа и првиот заеднички хаб со Европскиот институт за иновации и технологија во 2023 година. Функционалната иновативна средина го стимулира креирањето на нови производи. Преку инвестирање и поддршка на локалните иноватори, Македонија привлекува странски инвестиции. Група ендузијасти во соработка со Фейт и компанијата Торакс направија паметен фотоволтаичен модул кој го менаџира процесот на генерирање, собирање и користење на соларната енергија. Овој прототип е инсталиран на нашиот кампус. Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во рамки на своите активности изминатите 13 години учествува во имплементација на голем број меѓународни проекти во рамки на многобројните програми за финансирање во Европа и светот. Нашите истражувачи се трудат максимално да овозможат приближување на научните текови во Европа, преку вклучување во иницијативи, сервиси и инфраструктура. Преку овие активности, а секако и со учеството на останатите научно-истражувачки проекти, Финки станува еден од клучните институции за напредокот и развојот на УКИМ и на сите негови единици. Должува и ведува изложена атракција и како почне да расте, почне да се јават симптомите. Инаку се самото раѓање детето интактно, нема никакви симптоми. Како резултат на исхемичните промени што се јавуваат на таа атракција. Значењето на идните трансплантации во медицината овозможуваат професионалниот развој да биде дел од заедници кои се посветени на напредокот на здравствената нега. Истражувањето на регенеративната медицина овозможува непроценливи вештини и знаења, кои што ја обликуваат иднината на лекување на пациентите. Во рамки на фармацевскиот факултет се одвива богата и стручна апликативна дејност, меѓу кои се издвојува Центарот за испитување и контрола на лекови, Центарот за биомолекуларни и фармацевски анализи, Центар за природни производи. Фармацевскиот факултет се карактеризира и со плодна научно-истражувачка дејност. Во соработка со УКИМ, комплетно е реализирана набавката на две мощни значајни лабораториски инструментални апарати. Течно-масен хроматограф од типот трипл квадрипл и апарат за полимеразна верижна реакција во реално време. Можеме да заклучиме дека соработката е критична за решавање на сложените научни проблеми и општо за глобалниот напредок во сите области. Па затоа и истражувањата во молекуларна генетика не се исклучок од оваа глобална тенденција. Соодветно на тоа, потенцијалот на лабораторијата за молекуларна биологија и геномика на ПМФ за соработка со истражувачки институции на меѓународно ниво произлегува од искуството во научно-истражувачката и применувачката дејност и компетитивноста со најсовремената софистицирана опрема. Лабораторијата има долгогодишна соработка со институции во нашата земја и во странство. Оваа соработка може да се продлабочи со новата опрема и инфраструктура. Досегашните активности се главно насочени кон биомедицинските истражувања на различни типови канцер, а се очекува и поголемо учество во молекуларната дијагностика. Најмалата, но најзначајната клетка на универзитетот е студентот. Покрај нивните примарни цели, тие се дел од многу иницијативи кои го подобруваат студентскиот стандард. Преку организирање на многу настани, формални и неформални, се гради универзитетско студентско собрание. Тие успешно воспоставуваат комуникација и соработка и действуваат таму каде што се потребни.
Студентскиот културен центар се наоѓа во јадрото на градот. Тука е сместен во близина на студентскиот дом Кузман, во палатата Кузман, за да можат студентите од сите кампуси да доаѓаат тука да се дружат и да учат, да се мрежуваат. Постои одамна, можеби пред 20 на години, но во оваа форма е од 2021 година, односно 2022, со проектот на претходната председателка Ева Цветковска и студентите од архитектонски факултет доведоа до едно модерно урбанистичко решение за центар во кој што студентите ќе творат, ќе креираат настани и ќе допринесуваат во богатството на УКИМ, а тоа се неговите студенти и нивниот активизам. УСС УКИМ е главното тело на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Работиме за подобрување на студентскиот стандард, креирање на студентски можности, реформи во високообразовниот процес, но и настани кои се сметаме дека се клучни за допринос во развој на студентскиот активизам. Главни настани кои како УСС ги организираме се студентски дебати и трибини за подобрување на студентскиот стандард, понатаму работилници за подобрување на вештините на студентите, културни настани како македонска студентска културна вечер, кинеска културна вечер, кои што баш тука се одвиваат во студентскиот културен центар, студентски дружби и забави, студентски конференции. Константно работиме на настани кои што ќе доведат до подобрување на ситуацијата на студентскиот стандард, студентскиот активизам и студентската дружба и студентскиот живот. Стигнавме до нашата 75-та годишнина. Време во кое растевме и се развивавме. Станавме поискусни и појаки. И денес, храбро и мудро чекориме низ универзумот на знаење и идеи. Големо е наследството на вредности кои што се создадени во 7,5 деценискиот период на постоење на универзитетот. Наша обврска е тие вредности да ги чуваме, да ги негуваме, да ги развиваме и унапредуваме. Традицијата на врвен квалитет во високото образование и науката е наша основна мисија. Ги совладуваме успешно сите предизвици на тој пат. Заедно чекориме по тој пат, со цел да ги надградиме и унапредиме вредностите на кои почива нашиот универзитет и да го направиме подобар, поуспешен, повидлив и повлијателен. Нашата мисија е отворен универзитет со европски вредности. Видлив на меѓународниот, високообразовен и научно-истражувачки простор. Денес, добрите и отворени универзитети се универзитети кои што се отпорни на догматизам и ароганција. УКИМ е отворен универзитет за отворен свет. УКИМ е универзитет кој што на своите студенти им го леснува патот од факултетските училници и лаборатории во реалниот свет. УКИМ ги подготвува своите студенти не само за нивните идни занимања, туку и за улогата на одговорни граѓани на ова општество. Универзитетот е врвна, високообразовна и научно-истражувачка институција, синергија на знаење, идеи и можности. Универзитетот се луѓето и нивната колективна интелигенција. Затоа нашиот универзитет е разумот на ова општество. На темелот на сите вредности, кои што се создавани во изминативе 7,5 децении, ние градиме иднина. Иднина во која што ќе создаваме нови вредности, инхерентни за новото време. УКИМ се менува, развива нови вредности, се дигитализира, се интернационализира, ги правиме првите чекори за примена на вештачката интелигенција во наставата и учењето и во истражувањата. Креираме алатки и пристапи за поголема видливост на универзитетот на интернационалниот високообразовен и научно-истражувачки простор и за поголемо општествено влијание на универзитетот. Тоа е влогот што го даваме во нашата иднина и во иднината на нашата држава. Со посветеноста на наставата, истражувањата, отворен пристап до научно-истражувачката инфраструктура, пораст на истражувачката продуктивност, како и ориентација кон прогрес на просперитетот, Свети Кирил и Методи останува лидер во високото општество во земјава, кој понатаму ќе ги поставува највисоките стандарди во високото образование. Универзитет кој го цени и охрабрува интелектуалниот и личниот развој и вложува значителен труд и напор за да му служи на општеството во целина.
Кога ќе ме жениш, мајче, да ми кажеш. Кога ќе ме жениш, мајче, да ми кажеш. Бекјаш тилак, мајче, не се трпи. Само лени
Thank